Наредната недела ќе биде готова анализата на Државниот пазарен инспекторат за зголемување на цените на прехрамбените производи, најави денес од Штип заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Тој рече дека оваа влада, за разлика од некои претходни влади, секогаш прави добри анализи пред да донесе некоја одлука и мерка, па така ќе биде и овој пат. Оваа влада, за разлика од некои претходни влади, секогаш прави добра анализа пред да донесе некоја одлука и мерка. Така ќе биде и овој пат. Ние ги пратиме цените максимално преку Државниот пазарен инспекторат, правиме и анализи и доколку заклучиме дека има потреба да се донесе нека одлука и мерка, тоа ќе го направиме во интерес на граѓаните и заштита на животниот стандард. Пред се нас како влада ни се интерес граѓаните и нивниот животен стандард. Заменик министерот Ристевски истакна дека поголемо покачување засега бележи цената на кафето и маслото, кои како што рече се производи кои зависат од светските берзи. На она што го имаме како анализа, имаме мало зголемување на цените, особено на вратени се дел од цените на производите како што беше пред одлуката која заврши пред 1 месец и повеќе. Има мало покачување на одредени цени, некои се останати на исто ниво цени, меѓутоа имаме поголемо зголемување на цените на кафето и маслото кои се берзански производи, зависат од светските берзи. Меѓутоа, сепак, за крајна одлука ќе биде известена јавноста доколку ја има, а тоа ќе ја покаже комплетната анализа која ќе биде готова текот на наредната недела. Дополнително Ристевски информираше дека владата покрај што ја следи ситуацијата со внатрешната економија, таа истовремено ја следи и ситуацијата на светско ниво. Истакна дека владата мора да биде подготвена претходно и затоа засега се прават состаноци на повеќе министерства. Децидено станува дека владата нема да чека да ја понесе светската економска криза.